Или треба буџетот да го пунат, па и вака како идиоти да чекаме и болни оперисани страмата. Нервоза, гужви и турканици пред новиот пункт за вадење лични документи без термин. На сред ноември граѓаните мрзнат пред институциите, чекајќи да извадат нов пасош или лична карта, само поради преспанскиот договор и додавката северна, иако на многумина се уште им важат. Граѓаните велат дека чекаат и повеќе од час и половина на студот, да платат за нешто за кое што веќе завршиле работа во минатото. Трошек, не трошек. Личната карта ми важи уште 6 години. Ама мора да ја сменам сега. Коментар, грешката е во народот. Не требаше никој да иде да вадиме документи, да се излагаме на трошоци. Или треба буџетот да го пунат, па и вака како идиоти да чекаме и болни оперисани страмата. А тек од другата страна имало сала. Физкултурна влегувале милиционериве што работат тука, своите си ги будат од таа страна. Да, представува затоа што пасошот ми е изведен пред 2 години, личната карта пред 2 години, требаше да ми важат до 30, а сега Па не треба да се плати, пошто еднаш кај е платено сега, па да се менја, тоа е... Али мора да се плати сега. Освен името на државата, новите лични документи во делот за државјанство наместо македонско сега ја содржат и додавката коса црта граѓани на Република Северна Македонија. Министрот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека лично ги променил дел од своите документи, но оти не чувствува проблем што сега неговото државјанство е поразлично од она пред договорот од Преспа. Не, јас сум бил македонец, сум сега и ќе бидам и понатаму македонец, заради тоа што тоа е ноторна лага и манипулација дека националната припадност не го значува државјанството. Македонско со тире граѓани на Република Северна Македонија. Знаете ли друг пример што имаете тире во името на државјанство? Има многу, ако погледнете аналитички и да ги направите споредбите, ќе најдете различни видови на лични документи, секој според своето уставно уредување. Алфа ТВ не пронајде пример каде државјанството е цела реченица или пак држава која користи интерпункциски знаци, како што сега е случајот со Македонија. Од опозицијската ВМРО ДПМН со критики велат додека власта издава пасоши, повеќе почит има кон белосветски криминалци отколку кон своите граѓани. Овој хаос зад мене е сликата како СДС Оливер Спасовски замислува европеизација. Македонските даночни обврзници ги втера во хангар да вадат документи и да ги фотографираат небаре постконфликтен Авганистан. Ниту систем постои, ниту закажување, туку редици и турканици. Оливер Спасовски, кој што 7 години прави хаос со државата, наместо да се слика тука и да се слика со донациите на Заев во предкампања за председател, треба да си поднесе одговорност и оставка. Во меѓувреме МВР и граѓаните се во трка со времето да ги исполнат заложбите кон Грција, во кој стои дека личните документи мора да се променат до февруари идната 2024. Оние кај кој се уште стои името Република Македонија. За лична карта ќе мора да платат 310 денари. За нова возачка дозвола 410, за пасош уште 2000 денари, додека пак на оние коим се брза, итна постапка за патна исправа ќе ги чини 6100 денари, а возачка 1230 денари.